30 на компании досега пројавиле интерес за проектирање, изградба и концесионирање на двете хидроелектрани Чебрен и Галиште. Доставени се 14 технички решенија, а покрај домашни конзорциуми понуди доставили компании од Турција, Русија, Канада, Кина и Швајцарија. Директорот на АД Елем Христијан Мицковски се надева дека овој пат со изменетиот пристап на тендерот овој проект конечно ќе се реализира. Тендерот се очекува да биде објавен кон крајот на оваа и почетокот на следната година. Втората фаза која што АД Елем всушност сега спроведува е тоа да изработиме физибилити студија која што ќе даде одговор дали овие пристигнати технички решенија се соодветни, се најоптимални и можат да, како да кажам, 100% го искористат потенцијалот на горното течение на река Црна, каде што се предвидени овие два зафати Чебрен и Галиште. И за таа цел објавивме јавен повик, на тој јавен повик ангажиравме реномирана светска куќа, тоа е Фихнер од Германија, кој што некаде таму кон крајот на јули месец треба да даде одговор кој од овие пристигнати технички решенија е најсоодветно за да биде од нас прифатено и во третата и последна фаза понудено на конечно надавање. Според Мицковски, суштината на изменетиот пристап на тендерот е овој проект да заживее, со што ќе се добијат дополнителни неколку стотини гигават часови произведена електрична енергија во производното портфолио на Македонија. Можеби неколку компании па ќе составиме на кованица, но за сето тоа треба компанијата која што всушност треба да изработи таа физибилити студија да даде одговор и нормално да го одбрани пред нас и пред стручните екипи на АД Електрани Македонија и владата, се разбира. И истите тие ќе ги кажат кои би биле условите елиминаторни во изборот на идниот концесионер на овие проекти. Во изминатите години се организираа 11 тендери за извадба на двете хидроелектрани, но ниту еден од нив не беше комплетиран со избор на приватен концесионер.